Драги аеродромци, денес општина Аеродром го прославува својот 13-ти роден ден. За жал, за прв пат може да се констатира дека општината повеќе не е најурбаното и најпосакуваното место за живење во градот Скопје. Сето благодарение на градоначалникот Златко Марин. После 13 години од формирање на општината, аеродромци сега се соочуваат со запуштени паркови, несредено зеленило, ѓубре по улиците и пешачките патики. Дивите депонии и расторените контейнери може да се сретнат на секој чекор во општината. Нападите од кучиња скитници станаа секојдневие за аеродромци. Инфраструктурата од Долно Лисиче па се до Мичурин секојдневно се уништува, а општината нема намера да преземе било што за нејзино подобрување. Ветува решавање на проблемите со паркирањето, а единствено од решавањето е активирање на ПАЕК службата и преку удар врз џебот на граѓаните полнење на буџетот на град Скопје и општина Аеродром. Ветува чист воздух, а наместо тоа Аеродром повторно е рекордер во загадувањето. Ветува крај на градењето, пак излажа. Безидејноста на градоначалникот оди до таму што пред непол месец со градоначалникот Шилегов најавија проект што ќе се реализира во месец септември, за на крај да излезе дека и тој проект предвиден од ВМРО ДПМН. А до септември останува да чекаме и да се надеваме дека градоначалникот ќе се разбуди од зимскиот сон. Повеќе од 2 месеци градоначалникот нема храброст да присуствува на седница на совет со смешни изговори, избегнувајќи ги прашањата од советниците од ВМРО ДПМН. Од причина што градоначалникот не собра храброст да присуствува на седница на совет, јавно ќе му поставиме неколку прашања. Дали градоначалникот ќе реализира било каков проект за аеродромци? Дали градоначалникот слушна од медиумите дека има поставено директор на најголемото основно училиште во Аеродром, лице кое е судено за семејно насилство, и дали ќе преземе нешто по однос на тоа прашање? Зошто градоначалникот молчи и повеќе од 1 месец не постапува по известувањето и записникот од Државниот просветен инспекторат, во кој јасно е констатирано дека поставената директорка на основното училиште Александар Македонски не ги исполнува условите за директор? Или може би треба да даде одговор пред надлежното обвинителство заради злоупотреба на службената должност и овластување? Аеродромци очекуваат конечно градоначалникот да почне се заработува својата плата и да ги реализира проектите заради кои беше избран. Премногу ветување имаше во изборната кампања, ниту една не е реализирана. ВМРО ДПМН и понатаму ќе продолжи да биде конструктивна опозиција, меѓутоа редовно ќе го потсетува градоначалникот за нереализираните ветувања. Среќен 13-ти роден на Аеродром. Благодарам.